Кавадаречкиот совет втората редовна седница ја одржа во конструктивна атмосфера без фаворизирање на ниеден политички субјект, што остави впечаток дека така ќе функционира и во иднина. Постојниот буџет на општина Кавадарци е реализиран 50% и во моментов има околу 36 милиони обврски наследени од претходната локална самоуправа, што за градоначалникот Митко Јанчев не е големо оптеретување за старт на работата на оваа локална власт. Во дискусиите, Лазар Туриманџов од СДСМ побара материјалите да ги добиваат благовремено и да имаат прецизна прегледност на сите ставки, особено долговите на собранието. Јосиф Стојанов исто така побара соодветен финансиски отчет за сите ставки во приходите и расходите. За оваа председателот на советот Ристо Сакалиев рече дека материјалите советниците ќе ги добиваат 7 дена порано со цел да бидат запознаени со проблематиката за која треба да дискутираат. Зоран Јованчев од ВМРО ДПМНЕ рече дека неговата советничка група ќе ги поддржи и двете точки важни за функционирање на градот и општината и во иднина ќе имаат позитивен став кон сите проекти кои се од интерес на граѓаните. Ташо Радјански побара поголемо вложување во општинското средно училиште Кирос Панџов Брко и недоследностите при поставување на енергетската фасада на ова училиште, како и забелешката за фаворизација на гимназијата во однос на другите две средни училишта. Горица Пеливанова му реплицираше дека едно се планирањата, а друго е самата реализација. Анита Гинова исто така се вклучи во дискусијата со објаснување за поскапувањето на објектите во текот на самата изградба и слично. Инаку и двете советнички групи дадоа зелено светло за извештајот за третиот квартален период и за ребалансот на буџетот, каде влезе и исплатата на 1 милион и 700.000 денари средства потребни за санирање на градскиот фудбалски клуб Тиквеш, исплата на плати и други обврски за клубот кој е во многу лоша состојба, но за 2018 година, рече градоначалникот, ќе бидат навремено преземени сите мерки за функционирање како што треба. Инаку фудбалот и понатаму ќе представува спорт број 1 во општината. Градоначалникот Митко Јанчев ги прифати сите укажувања од советниците, ветувајќи транспарентно за секој денар отчетност на администрацијата во собранието, од која податоци може да бараат сите советници, каде одат парите, и рече дека сите средства ќе одат само за наменски цели, а проектите кои се заедничка обврска на централната и локалната власт се надева дека ќе се реализираат пред се во интерес на потребите на граѓаните. Дискусија се водеше и по предлог планот и програмата за развој на општина Кавадарци, каде во расправата се вклучија Божан Каминова, Петар Николов, Ташо Радјански, Горица Пеливанова Вилхем, Зоран Јованчев, Душица Крстич и други. Јанчев од своја страна подлече дека сегашната програма може да се надополни со нови иницијативи, каде е планирано да се презема средства од други фондови, од други програми, да се повлечат поволни финансиски средства и грантови кои треба да се вложат во развојот на општината. Средното општинско училиште Кирос Панџов Брко и средното општинско училиште Ѓорче Петров ќе добијат заедничка топлана со цел да се заштедат средства за грејење. Сите училишта ќе настојуваме, рече тој, да имаат квалитетни кадри и раководители кои ќе бидат и добри менаџери, освен што се педагози. За 30 на дена, Министерството за труд и социјална политика очекува да ја опреми новата градинка која е сместена кај здравствениот дом, а истовремено ќе се одобрат и средства за нови вработувања во неа, а локалната самоуправа ќе има обврска да го огради овој објект и да го реши грејењето. Беа освоени и две точки во врска со одлуки за распоредување на средства за нафтени деривати, како и одлуката за средства со намена за привремени вработувања, а се однесува на противпожарната територијална единица во Кавадарци и во детската градинка, како и во локалната самоуправа. И овој предлог беше усвоен едногласно од сите советници.